Пушти го, наше дете е. Поздрави го од мене, кажи му дека си моje дете, ке те положи. Средено е, ќе ја добие работата, добро е што има членска. Колку пати сте ги слушнале овие фрази во секојдневието? Е едно од клучните прашања кои ги посочува Институтот за демократија, Societas Civilis, во нивната анализа за како се назначуваат директорски места во јавните предпријатија, но и вработувањата во државниот сектор. Во анализата се посочува дека владата не го исполнила тоа што го ветила, особено транспарентни процеси и квалитет пред партиска книшка. Проблемот во процесот на вработувањето во јавната администрација е тоа што тој не вклучува повеќе кандидати од кои треба да се избере најдобриот, туку најчесто однапред се знае кој треба да ја добие позицијата. Работните позиции, особено оние на повисоките раководни функции, се делат преку ноќ зад затворени врати. Институтот анализирал 116 именувања, направени по парламентарните избори во 2020 година. Истражувањето покажало дека постои значително отстапување меѓу она што го вети владата и она што го реализираше. Како пример, се наведува праксата на именување на директори кои се вршители на должност. Оти со тоа се избегнува процедурата на именување, односно транспарентноста пред јавноста за конкурсите. Праксата на именување на директори кои се вршители на должност е доминантен начин на именување наместо исклучок. Во дури половина од случаите именувани се ВД директори, а тоа најчесто се прави за да се избегнат процедурите на именување. Анализата покажува дека 55% од кандидатите имаат минимум искуство во раководење што ќе овозможи независно и ефикасно да ја исполнат задачата. Ова е најзначаен недостиг во системот на именување и најслабата точка во обезбедување ефикасни институции. Во анализата се нагласува дека 45% од раководителите во државниот сектор или воопшто немаат или немаат задоволително раководно искуство. Ова, според институтот, покажува дека системот на именување е порозен на влијанија кои го потценуваат процесот на именување по заслуги и не фаворизираат професионализација на раководната служба.